Технолошкиот парк при Универзитетот на Југоисточна Европа, кој што е оформен со цел да ги поддржува во почетните фази технолошко-иновативните компании и стартап фирми, започнува да врши нова услуга – вреднување на компании. Евалуацијата или вреднувањето за фирмите е важно да се види до каде стигнале, но и кои се нивните можни перформанси за бизнис достигнување во иднина. Вреднувањето на бизнис е еден цел нов процес на параметри на вреднување, односно ние нема да ги вреднуваме бизнисите спрема нивните финансиски перформанси кои што ги имале во минатото, туку ќе вреднуваме некои потенцијални идни придобивки за компаниите, како што се идејата, тимот, големината на пазарот, односно нивниот потенцијал за развој во блиска и подалечна иднина. Така да развивме на еден сет на 9 параметри кои што вклучуваат повеќе од 60 посебни подпараметри, односно модули, во кои што заедно со компаниите ќе гледаме да ги согледаме и сите оние неопипливи, односно нематеријални средства кои што влијаат на секојдневното работење на новите бизниси. Така да можеме да кажеме дека освен параметрите кои што го сочинуваат нивното сегашно работење, ќе можеме да ги мериме идните перформанси, односно колку компанијата може да порасне на македонскиот и на светските пазари во наредните 2, 3, 5, па дури и 10 години. Вреднувањето на компаниите во западниот свет се врши на секој 2-3 години. И е добро од неколку причини. Тие неколку причини се да се види до каде одат перформансите на компанијата, односно да видиме колку самите предприемачи ставаат вредност во тоа што го нарекуваат собствен бизнис. Во главном постојат 4 главни причини за вреднувањето на компаниите. Првата главна причина е нормално за продржба или за купување на бизнисот. Додека некој собственик се одлучи да го продава бизнисот или пак некој друг се одлучи да го купува, тогаш е најдобро да имаме независен извештај во кој што ќе се согледаат вистинските параметри, освен што се овие финансиски параметри, на кои што ќе може да се базира реалното вреднување. Втор клучен фактор за вреднувањето се исто така и мотивирањето на вработените, односно менеджментот. Тоа вклучува параметри кои што велат дека една компанија може дополнително да го вреднува својот менеджмент тим, доколку ја знае вистинската сегашна и идна вредност на својот собствен бизнес. Третата нормално е за интерни потреби, односно интерни акции, секој што придонесува за бизнисот да може да добие поголема вредност во однос на собственичкиот удел на бизнисот. И четвртата компонента се разбира собирање на дополнителен капитал, односно доколку некој предприемач, односно собственик на бизнис, сака да издаде акции со кои што ќе може да собере дополнителен капитал, дали од внатрешен инвеститор, од компанијата или од некој надворешен извор, тогаш исто такова вреднување дава точна финансиска сума за тоа колку удел од компанијата би му се доделил на инвеститорот во замена за неговите пари, односно за неговите инвестиции. Технолошкиот парк вреднувањето на компании започнува да го работи со поддршка на швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост. Во секторот на креативни индустрии настојуваме да го развиеме што повеќе IT секторот во Македонија и во Сеутек паркот најдовме соодветен партнер за да се исполни барањето на самите млади и постоечки IT компании во однос на нивна евалуација и моментална вредност на пазарот, која што ќе им помогне понатака при преговори со потенцијални партнери во странство, нивно искачање на странските пазари во однос на нивните нови идеи, производи и слично. Самите производи кои што се развиени во рамките на Сеутеч паркот со нашата технолошка помош ќе бидат дополнително поддржани од наша страна во пилот фазата за одредени компании кои што се стигнати во моментот кај што им е потребна самата услуга на евалуација, нивна вредност и презентирање на нивните моментални идеи, производи и услуги кои што ќе ги нудат како иновативни на странските пазари. Со тоа, самата програма, самите сервиси кои што се развиени ќе доживеат една промоција пред самата IT индустрија во прва инстанца, а понатака и во другите индустрии кои што сметаат дека имаат потреба од истото. Технолошкиот парк ќе ја утврдува вредноста на 3 од 21 компанија кои функционираат во рамки на паркот, како и 2 надворешни фирми.